Почитувани, продолжуваме со Студио 10 со разговорниот дел. Наш гостин е адвокатот Јанаки Митровски. Митровски, благодарам што се озвавте на поканата да поразговараме во овие и траурни моменти. Ако сте гостин кој што секогаш или повеќето пати се озивавте на нашите покани, чисто да зборуваме за тоа зошто толкава неказнивост, или сме мислеле дека неказнивоста ќе донесе до подобри работи, напротив, еве докаде носи, како велат, 30 години молк, доведува до минута молчење. Па не знам се откаде тој впечаток дека неказнивоста ќе донесе убави работи, не е... Па штом сте ја гаеле, штом сме ја гаеле како систем, како општество, да. Не е од вчера, значи ние некој напише една, сега не видиме бизарни една работа која што сме сите согласни да сме ние 35 години во истата дискотека. Нормално тоа е синоним за трагедија, не сакам да кажам, затоа што трагедија е сега да, не знам, се случи некоја незгода кога ќе искочиме на улица, ова е сериозни кривични дела се во прашање со последици кои што се немерливи. Значи, ние во резидентното население кај нас е под 2 милиона, иако на попис се води над 2 милиона, е под 2 милиона и не е, значи, претерување ако кажеме дека се од библиски епски размери катаклизми кои што се деси, кои што се случија во еден мал град како Кочаник, на кој што ќе му требаат за жал генерации за да се опорави. Вие имате да буквално 2 класа гимназија исчезна во една вечер. Значи, сите сме потресени, нема човек кој што не е потресен. Мојата ќерка сега ќе преследната нела 16 години, значи буквално во малте да не држат часови, професориве се со разбирање и тоа е добро, не можат да децава да ги сосредочат на наставата, затоа што цело време се тагува. И меѓутоа ова е ние сме сега на раскрсница, значи ова е онаа клучна точка каде што треба да се каже дека е доста, каде што треба да се каже дека партијашите треба да се издигаат на клоци, затоа што се тие директна последица. Две главни причини гледам за состојбата во која што се наоѓаме и за трагичните последици. Тоа е прво партијашите кои што шират клиентелизам, кои што сам по себе носи оди рака под корупција, и втора работа се обвинувам самиот себе си и сите нас за не сум бил човек никој што молчал, но не сакам да се иземам од одговорноста, значи ние сме сите виновни до еден за недоволно кревање на гласот пред разноразни партијашки битанги, локални квази мафијашки, криминалци, како сакате наречете ги, и последиците за жал се тие. Така, барем треба да се зборува ако ништо повеќе. Митровски, што мислите? Вчера излезе министерот за внатрешни работи, кажа дека се приведени 18 или 20 лица, задржани се 16 лица, од кои што последното задржано лице се терети, вели, за тешки дела против општата сигурност во и во врска со предизвикување на општа опасност и во врска со дело 353В. Се уште ги немаме сите оформено, дела на овие луѓе што се прислушуваат. Вика дека истрагата ќе биде долга, бидејќи станува збор за огромен број на луѓе и тоа. За колку очекувате вие, што велат вашите искуства од праксата, дека ќе трае оваа истрага и со кои дела плюс од ова дело би се соочили останатите? Се зборуваме прелиминарно. Прелиминарно, тие се двете дела кои што и на почетокот кажав дека ќе бидат таргетирани, значи тешки дела против општата сигурност е кривично дело кога ќе настанат смртни последици или тешки телесни повреди за дела против општата сигурност. 353 е злоупотреба на службена положба и овластување, евентуално ако произлезе подкуп, бидејќи никој не замижувал туку така, нешто да било за пријателски услуги, нешто да било за пари, евентуално ако произлезе подкуп, меѓутоа тоа многу тешко би се докажувало, за разлика од овде кога имаме евентуално несовесно работење. Меѓутоа, колку ќе трае истрагата е тешко да се процени, но обвинителството во Кочани прво не е со сите ресурси, значи не знам по систематизација колку се мислам дека се тројца или четворица обвинители. Имало некои обвинители од други обвинители отишле, мислам, таму обвинители како од Скопје кои што се со овластување, кои што се неиспомош, неколку на број, тоа е добро. Самиот предмет е притворски, тоа по закон подразбира итно постапување, но нормално обемот на трагедијата и самиот притисок на јавноста, јас мислам дека ако сме ние сега бар дека до јуни месец, сега да не поставам на колегите да ги форсирам и да нив максимална поддршка, и особено на колегите од, не подценувајќи ги моите колеги од Скопје, особено на колеги од Кочани, кои што искрено да ви кажам и дискутабилно дали ќе може да постапуваат, затоа што мислам дека дел од нив имаат членови кои што се оштетени на семејството. Мислам дека во јуни месец веќе дека ќе може да се поднесе обвинение.
А и тоа и не е толку битно, затоа што е битно квалитетно да се заврши истрагата и знаете како и не дај Боже некој што не е или за кој што нема докази да биде обележан како виновен, а оние што за кои што има докази нормално да дојдат под удар на законот. И кога ќе кажам вистинските виновници, тука не амнестирајќи никој, најмалку мислам на оние кои што седат на врата на обезбедување. Знаете како причинско-последична врска да се утврди дали тие пуштиле некој и тоа довело до смртната последица е многу дискутабилно, затоа што да, можеме да евидентно е дека пуштале малолетници, а не смееле, но дали тоа довело до штетната последица, што ако немало ниеден малолетен повторно ќе имало жртви, мислам дека малце истрагата треба да се шири и пред локалните полициски шерифи, кои што не може да немаат оперативни сознанија дека работи на начин на кој што работи, зборам години наназад. А и треба да се прочепка и одговорноста на еден одвратен лик од градоначалник кој што е во оставка и кој што се крие во глувчи дупки, кој што и да не е кривично одговорен, има огромна морална одговорност која што не може да ја покрие со давање оставка ве молам на Facebook. Мислам, тоа е толку недостоинствено во ваков момент да тој е човек избран од тие граѓани и да нема доблес да оди да им изрази сочувство и да се соочи со нив, тоа е мислам испод секоја чест и тој човек треба да биде плукан од секој жител на. Така. Околу обезбедувањето веројатно мештаните се ги знаат тие луѓе, па вчера на протестот синоќа во Кочани што беше дури бара и да бидат пуштени, така има и ова да бидат пуштени тие луѓе, бидејќи ако не биле тие можеби немало и толку да се извлечат млади луѓе од дискотеката сега така. Затоа е многу рано да кажеме, сепак ете што велиме и да меѓутоа знаете како гневот е голем, во јавноста тагата уште поголема и сега се барат брзи одговори, што велите вие, можеби институциите се сега под поголем притисок побрзо да дојдат со некаков резултат, затоа што се чекаат одговори. Но што велите мора да се оди чекор по чекор. За овие сакав да ве прашам кратко задржување од 48 часа. Еве, вечерва истекува 48 часа за приведене поранешниот притвор. Првиот притвор од 48 часа краток. Во кои услови имаме таков вкус притвор? Дали може и колку пати може тој да се продолжува? Значи, закон за кривична постапка е во тој дел јасен, затоа што краткотраен притвор се определува кога се уште нема наредба за истрага, но се прибираат докази во таа насока и тоа е 48 часови, може да се определи само еднаш во со исклучок на кога што има поголем број на осомничени, како што е овој случај, може да се продолжи уште еднаш. Верувам дека денеска ќе се пушти предлог за продолжување на уште 48 часа, но повеќе од 96 часа не. Освен ако не се донесе наредба на истрага, и тоа веројатно ќе биде она што ќе се случи, да пред истекот на 96 часа ќе се донесе наредба на истрага, со што ќе добие право обвинител да бара веќе класичен 30-дневен притвор. Дали ќе оди? И добро е да се изфилтрира вака со 96 часа, дали сака да оди со 30-дневен притвор за сите задржани, односно кои што се моментално во краткотраен притвор или не, и тоа е добро да се, значи тука да има еден основен филтер. Знаете како најстрога казна, најжестока за оние кои што се виновни, меѓутоа за оние кои што не може да се докаже или нема докази или не произлегува, нормално дека не треба да им се става таков товар и дамка. Во кои услови ве се изрекуваат овие 48 часа? Дека нема доволно докази? Не. Дека се собираат се уште докази за да се утврди дали ќе се оди со наредба за истрага или нема да се оди со наредба на истрага, кај кривични дела кои што се над 5 години, а кај што теоретски носат над 5 години, а кривичното дело тешки дела против општа сигурност со смртни последици носи од 3 до 20 години затвор. Така. Митровски, што мислите, дали ќе се соберат квалитетни докази во целата постапка, иако како велат имавме денови низ програмата експерти и од противпожарната служба, од градежниот факултет, кои што велат уште вака на прв поглед кога ќе видите, гледате дека се субстандард. Значи од надвор па да не велиме дека внатре уште поголем субстандард. Колку ќе биде поради тоа што е нели девастација со оган и со тоа, колку ќе може да се соберат квалитетни докази за да имаме и квалитетна натаму истрага и видете, пожарот колку што уништува докази, толку е и доказ. Значи, од каде потекнал, под кој материјал, вие гледате дека од надворешните снимки се тоа трски, горе се трски, значи покривот е од трски кои што се лесно запалливи, субстандарди е дури добар збор. Тоа е една штала која што во Швајцарија да отидете, значи го ведат, имаат подобри услови. Се не се обидувам нели да
го тривилизирам или да бидам саркастичен, меѓутоа реално е така. Мене еден човек кој што живее у Швајцарија, тоа ми го пише, дека вика Јанаки, кај нас говедата имаат подобри услови за смештај, а не луѓе да таму да се забавуваат. Субстандардни, значи пропусти има 1.000.000. Од тоа дека нема доволно влезови, значи на 200 примени гости треба да има еден влез за излез, ако имало, се многу се шпекулира дали биле 500.000, 500.200, но факт е дека требало да има, ако е регистрирана, премиерот го слушав пред малку, дека е за 500 регистрирано, тоа што да има минимум 3 влеза, кои што не се ставаат за декор, туку се ставаат токму за да се мисли на се. Противпожарната заштита е таму не постоечка, имало само 2 мали противпожарни апарати, а треба да има хидранти. И не само тоа, видете, за заштита од пожар се прават и обуки на персоналот, за да може да реагира, како што вие имате на брод кај што се прават редовни, на крузери кај што се прават редовни тренинзи за не дај Боже ако има да тоне бродот, и така и тука се прават обуки за не дај Боже ако се случи пожар да може не да ние паничи. Ние видовме некој лице нели прскаше во воздух, мислам како се не со едно такво мало да. противпожарна заштита, и тие треба да бидат тие се подложни на редовна контрола. Тука повеќе пати кажав, одговорноста треба да се бара, иако тоа е застарено со скандалозните измени во нели за на кривичниот законник, но барем треба јавноста да знае дека одговорноста но тие се уште на сила, бидејќи измените не се уште направени, да. Може би уставниот суд ќе ги поништи и натака оди, па ќе видиме, па може и нема туку така лесно. А може, значи има и таква можност. Во овој, видете, кога уставен, да не правам дигресии, значи кога уставен суд носи одлука, ако ја укине одлуката, таа не важи во иднина, но ако ја поништи, тоа е како да никогаш не била донесена. И во тој случај ја се надевам и посакувам тоа да се случи, зашто тоа е едни скандалозни измени, сите знаеме, значи здружно донесени што прекјутно, што не од трите најголеми партии ВМРО, СДС, ДУИ, но ако тоа се случи, треба да се бара одговорноста од 2012 натака. Затоа што тој објект, по сите информации, е пренаменет од магазин за теписи во како и да е кабаре дискотека. Сега па бил легализиран после 5-6 години, закон за градење, за да вие имате пренамена на објект, треба да терате истата постапка. Тоа слободно викнете, јас не сум експерт на темата, но било кој градежен професор од градежен ќе ви го каже тоа, дека треба повторно да се води постапката како да добивате нова дозвола. Значи мора да има архитект, некој архитект пишал дека планот е тој планот е супер елаборатот. Некој машински инженер се потпишал за вентилацијата. Од држава, од дирекција за спасување и заштита, добро, додуше таму има лишење така слобода. Така имавме изјава од нив дека како се вели дека немало доставено барање треба да се даде согласност, значи треба да имаат согласност. Понатаму видете, тие ајде, дирекцијата може да се вади дека немало да нив барање по оние заради тоа е окей. Но не може да се вади, например, првиот човек на сектор урбанизам од општина Кочани. Тогашниот градоначалник, што двајцата мора да стават подпис за да добие дозвола за прво градоначалникот, значи не градоначалникот, бидејќи слушавме нели деновиве дека градоначалникот не бил ништо инволвиран. И не знам, видете, колку е одговорноста на сегашниот градоначалник кривична е знак прашање, и не знам затоа што надлежностите негови се лимитирани во овој. Значи треба да води евиденција, се дали неводењето евиденција довело до последица, па се знаете како сигурно дека и требало да реагира и да пријави каде е пазарна инспекција. Секоја општина има градежни инспектори, мислам, така да не е дека така баш сега ништо господинот Папазов не знае и тој не е од тука. Знаел во каква кондиција е објектот каде што знае дека се одржуваат локалната каде е одговорноста на локалниот командир на полициската станица. Појма немам кој е локален командир и тоа персонално не е ни важно. Вие сакате да ми кажете дека институција како МВР нема оперативни сознанија, дека таму е субстандардно, дека се работи мимо сите стандарди. Фирмата е со блокирана сметка, не се ни плаќа таму, значи се плаќа кеш, каде е ујапа, каде е пазарна инспекција. Повторно ќе ви напоменам, не е дека се ова во директно причинско-последична каузална врска. Посредни, но треба да се проверат, меѓутоа факт е дека многумина што не требало мижеле. Така. Еве и дури пристапот за такви објекти кои што се наменети нели за собир на поголем број луѓе во даден момент, паркинг треба да има, треба 3-4 излези, влеза, улички да има најмалку. Па да стои таму противпожарна служба, ние ја контактиравме и Кочанската пожарникарна служба, немале покана за такво нешто, нели треба да стои како безбедување таму и медицинска помош, немале барање за такво нешто. Јас имам учествувано во организација на 3 настани на отворено фестивали, тоа се Конофест 2018, 19 и 24, веројатно и оваа година ќе организираме, ќе видиме, но значи сите сме ги исполнувале стандарди и
и за луѓево да ги заштитиме, себе си да се заштитиме, и затоа што тоа се бара. Тоа подразбира да вие задолжително мора да имате амбулантно возило со доктор и минимум една сестра за целото време траење на фестивалот. Против пожарна служба која што си ја плаќате, значи обезбедува пожарна служба, но таа треба да си ја платите. Полиција морате да пријавите 48 часа минимум унапред за да си направат од СВР во случајов Скопје оперативен план. Една година имаше нешто и ебара желки ни пушта, не знам зашто, меѓутоа тоа се нивна проценка, ние не навлагаме. Значи полиција задолжително ќе има, редарска служба собствена, значи цела серија ние сме исполнувале внимавајте, фестивално отворено, а не во вакви. Но сега доаѓаме до оној момент на етиката и моралот. Си етичен човек, гледаш нели превентивно делуваш практично, иако е на отворено. Зборувате за етика и морал на бандити, на мафијаши, до тој момент, значи сепак луѓе се во прашање, значи живи суштества да дозволите така на импровизирано, значи во еден импровизиран објект по сите основи, да дозволите толку луѓе да ви дојдат без да се плашите и ова дека може да се случи вакво нешто. Знаеме се употребуваат на такви забави и пиротехника, не ова прв пат пиротехника во затворени, ако не се лажам, пиротехника во затворени простори е забранет. Поготово таков Втора работа за да се добие пиротехника може да се користи и треба дозвола од МВР, значи има посебен образец, има комисија која тоа што го дозволува, од Министерство за економија кој што ги издава лиценците се бара, која се бара посебна дозвола, треба да ги проверат услуги. Кај нас се знаете каква е регулативата. Си пишувате вие дека ја имам сега со вас диско, сакаме да отвориме и си пишуваме под полна морална и кривична одговорност, дека ги исполнува сите услови. Каде го има тоа? Каде го има тоа? Па во тој случај не треба да има ни регулатива ни институции, секој сам ќе си пишува и тоа е тоа. Дали е проверено на лице место, тоа е дискутабилно, значи само еден од овие цела серија институции и само една да проверела, таа дискотека требало да биде затворена, ме разбирате? Значи се гледа дека нема услови, тоа не треба да министеров го гледа Тошковски 20%, какви 20%, 2% не исполнува од условите да биде штала, не да биде дискотека. И сега вие ми зборувате да не ме разберете погрешно, како да ме зафркавате, ми зборувате за етика и за морал. Каква етика и морал вие имате состојба да политичкиве партии, еден ден не оставија да не се препукуваат. Ја не знам тие луѓе каде живеат, дали немаат емпатија. Во ред, ке се јадете, вие сте такви какви што сте одвратни, меѓутоа јадете се, остете ги луѓево, значи да барем да ги погребе. Немојте ве молам. Ботовската мрежа на владачката партија час поскоро оди, не дај Боже прашинка да падне или некој од нив да сноси одговорност. Ботовската мрежа на најголема опозицијска партија гледа да уфрли своји луѓе во протести. Мислам ужас. Социјалните мрежи се страшни, мислам овакви. Не, говорам и на лице место, не е само во. Вчера гледав една госпоѓа, значи не ми се ни коментира, искам да ви кажам, мислам да не коментираме персонално, меѓутоа нивото на политичка култура и на свест, на емпатија кај тие луѓе и на сенс за моментот, да речеме, немаме изгубено. Има време и за ова ќе трае, има време и за обвинување и за пресконференции. Еден ден не издржа, значи неделата барем да се запнеа, тоа е страшно. Така. Значи говориме за овој објект, меѓутоа од вчера почнале контроли ширум Македонија, вика од 50 контроли само 22 објекти задоволувале стандард, нели, според лиценците на ноќен клуб или на кабаре. Зошто толку се дозволило, да речеме, голема дискрепанца во цената, во износот на тие лиценци од кабаре до, не знам, диско, ноќен клуб, кога знаат дека секој еден овде кај нас се е тоа така, ќе направи да го излажира тоа и ќе го представи како кабаре, што пак има, нели, одредени ова да имаш маси, да имаш столици, а тоа го нема. Знаат сите дека функционираат како дискотеки, а уствари се со лиценци за кабаре. Ја искрено да ви кажам, неа. И голема разлика меѓу цените. Знаете што е разликата во цените? Прво за сериозен локал тоа и не е така голема разлика за сериозен локал, што врти пара се. Маржите се големи, да не се лажеме. Маржите се многу големи. Така. Не го спорам тоа. Цената ако ви се допаѓа, дојдете, ако не ви се допаѓа, не доаѓате, но маржите се огромни. Ако вие едно сокче го купувате за 30 денари, го продавате за 150, мислам зашто правиме момент. И кај нас е трагедијата следна, да било кој газда, квази газда, не се тоа газди, газда е човек кој што ги исполнува сите стандарди, се грижи за вработените. Било кој квази газди кај нас, новопечени мафијаши, преки иде на инспекторот ќе му даде пари,
Прекидајќи ги гости, инспекторот ќе донесе 10 души, истите пари ќе ги даде, него ли да иде да ги исполни сите стандарди. Вие во Скопје, ако не се лажам, има само 3 локала кои што ги исполнуваат. Точно, само 2 кабареа и едно диско во Скопје работат со лицензи. Сите тие се гемену мало и сва сите други се вика нелегални. Да. Ве молам. Значи тие денеска треба да бидат затворени сега, ако збориме според така и најави нешто, така и најави нешто премиерот, па ќе видам, видите, не сакам на никој лебот да му се земе, меѓутоа никој ништо не прејудицираме апсолутно, меѓутоа зборуваме за безбедност, да, и да работиме според законите. Велиме ќе учиме од минатото, меѓутоа се случија Дурмотур, се случи Ласкарци, во Тетово болницата, па еве и овде мостот Бела. Еве Стајковци, да не заборавиме, иако не беше огнена стихија таму од поплава луѓето испогинаа. Поплава, да, меѓутоа таму е бесправно, се извинувам ако завршите, не, па да, тоа сакав да кажам, Беласица мостот исто еве градежниве велат, не знам како дозволија да се движи по нив, да. Вие имате состојба да во Стајковци, на пример, експерти за вода, не јас, кажуваат дека бесправното соголена шума над селото е во директна со последиците. Не дека не би имало поплава, е во директна врска со последиците. Значи обемот, степенот на последиците не би бил ни од близко толку голема, веројатно и бројот на жртвите, да не е тоа бесправно соголено. Прво бесправно сечење шума е кривично дело, никој там ни поставил тоа со години. Вие не можете да видите да не видите дека Црна Гора, дека цел рид не е соголен, па не може да не се види, може да презистира 2 недели, 3 недели, месец, 2, 3. Затоа имам токав револт. Знаете, кај нас сме многу виновни за тоа. Виновни, зашто велам јас се ставам во тоа. Кај нас само се палиме на национализам и кога треба на другиот да му ги ископаме очите. Молам, значи, за жал, да. Беса, Ласкарци, мешан етнички состав, ништо, никаква здрава реакција на нормален човек. Вие имате во Србија 15 души загинаа во овако, гледате, протести не може да се смират со месеци, не се повлекуваат луѓе. Во Тетово, ако се водиме по стереотипи, дека се поратоборен народ, албанци, све, ништо. Значи, некои помлаки протести несоодветна реакција на ништо. На тоа што се случи, ништо. Во Стајковци, етнички македонци погина, ништо. Ама ако се пушти бува или некоја тема дека треба да го мразиме оджата или треба да го мразиме попот, тогаш сите ние се креваме на нозе. Затоа сите ние сносиме одговорност и затоа оваа несреќа, трагичен случај, кривични дела. Ова ќе биде тригерот кој што после тоа нема, мора да биде тригер. Ја не гледам друго чаре. Видете, јас имам 39 години, не сум веќе млад толку. Може би не сум ни стар, меѓутоа не сум во некои средни години. Имам деца кои што се млади, мислам, знаете како, ако ова не се прекути, ама да се бара на вистина одговорност. Јас барам одговорност и некој го штителе газдата на дискотеката. Па точно, не може да не се гледа, еве како што велиме, не може брдото да не се гледа. Локалните МВР поглавици години наназад, од 2012 до сега, треба да се повикаат и да се прашаат вие што работевте. Значи не може да не знаат и да не гледаат што се случува. МВР живее од оперативни сознанија, од соработници, од така наречени шпиуни и така натаму. Така. Рековме, не може да не се види тоа, еве како што велите, брдоно се гледа дека е оголено, не може да не го видиш, така и ова па го знаеле дека внатре забави со стотици луѓе се одржувале, затоа Кочани кукав град е, така да. И како и дозволиле и тоа, за родителската одговорност, ајде некојаш друг пат ќе зборуваме, немаме ни толку време, не е ни време, така бидејќи добро, младите имаат потреби да се дружат и да се забавуваат и све. Митровски, сакам да ве прашам уште за ова и толку е времето, нели, што рековте вие дека можете, нели, да гостувате. Околу она дека вчера беа приведени новинарски екипи од Телевизија 21 и од екипа на Reuters што известувале од тука поради дроновите. Доцна синоќа МВР испрати соопштение дека биле сменети условите за дрон без дозвола, до 200 грама треба да е тежина и дрон за кој што мора, нели, дозвола, све што е над 200 грама, овој бил 250 грамски, 243 мислам дека грама, како и да е тука некаде. Да. Па сега има, нели, реагираше и ЗНМ, има реакции сега и во јавноста, и меѓу новинарската фела, дали ова сега некаква порака, ние во се гледаме... Дуваме на се. Дуваме на се, затоа што е изгубена довербата и во институции, во се, за жал, мислам. Не верувам дека ќе си дозволи МВР да оди по тој пат, па и самите треба да се преиспитаат дали правилникот измене, дали доцна пуштиле соопштение, така да ништо нема да им се случи, нема да има прекршочна одговорност, барем ако се водам кон ова, не го знам баш случајот. Биле пуштени, мислам, биле викнати на разговори, и тука ќе заврши све, се затоа што вие ако не сте запознаени не може да имате одговорност дека имало промени на условите. И не верувам дека МВР особено во ваква една зовриена атмосфера би си дозволила да оди репресивно кон новинарите, а и
Има неколку апели, јас верувам дека ќе се испочитува, верувам од вашата телевизија, од сите телевизии, дека во четврток кога јас тоа четврток За и да не петок се оди на погреб, имав тоа, информација да, дека апсолутно. четврток или петок ќе биде, еве четврток, бидејќи да. имам и пријатели и странки од Кочани, и нормално да се почитува, има и кодекс на новинари кој обврзани што сме и со значи ова, и не тоа е време и место, треба тоа е луѓе еден длабок да се интимен остават, чин, а апсолутно, веќе од петок самите фамилии и сите ние треба да одиме пресинг кон органи на прогон за да не се дозволи некој што е наш да така се промакне од мрежава на прогон. Апсолутно. Јанаки Митровски, адвокат, благодарам што бевте дел од ова Благодарам издание и што поразговаравме на овие теми за кои што велите треба секојдневно да се зборува и уште вчера.